Нашиот денешен гостин Јасмин, добро утро. Добро утро, Искра, добро утро и на тебе. Сузе, Да, за нас добро веќе утро и добар Сузе. ден. Да, за мене е веќе добар ден. Јасно, Честито нова песна, Фала. Ви која благодарам. што едва чекам да ја видам и слушнам. Океј, супер. Сузе, повели повторно во твоите музички води. Благодарам, Искра, петок е денеска, Нели? многу подобро од понеделник. Така, се е чувствуваш, полесно. а и изгледаш, морам да ти кажам. Се ближи викенд. Да, готово, дојде веќе викендот. Така. Повелете. Јасмин, добре дојде и од мене. Драго ми е што еве промовираме нешто ново, нешто убаво и верувам твојата публика многу ќе се радува и на оваа твоја песна, како и на сите претходни. Воедно и ти ме потсети и жалам што пред година и половина, речи си така, нели, има точно година и половина, кога ти ни дојде последен пат да промовираме Јасно, да. нова песна, беше едно многу тажно Утро. и многу тешко декемвриско утро, кога всушност се објави информацијата дека малата, за жал, Вања Ѓорчевска е пронајдена мртва. Јасно, да. И Баш тој ден требаше, дискутиравме да, околу тоа. тој ден дека требаше да последен пат промовираме нешто ново, нешто убаво од твојата музичка работилница, но за жал не го сторивме тоа. Ама денеска еве на авантура и ги даваме сите поени и авантура ќе ја видиме на крајот на нашиот разговор, ама претходно еве малку да си поразговараме за се она што си ти и за се она што е музиката во тебе. Јасно, ти благодарам на поканата. Ти ја промовираме денеска, нели, мојата нова песна. Се надевам дека им се допадне на слушателите, гледачите и така да почнеме некој денов со една позитивна енергија. Ти стоеше авантура во фиока некое време, така, нели? Па една година стоеше, да. Си го Да чекаше созре. денот, си го чекаше Да созре. тајмингот. Па така некако се склопија коцките за да искочи овој период летен, пошто е летна песна. Нека и е лесен патот Викам, и убаво, нека да, допира до да, не публиката. останам до другата година, Да, веќе кажи ми касно. со кои луѓе се работуваше овој пат? Вака, сега за музиката и аранжманот се покрижи DJ Ерик Фокс, за микс мастер Иле Спасев, спотот го снимаше Давид Стојановски, со помош на доста допринесе и нашиот пријател соработник Филип Петровски, модел во спотот Ангела Василевска, и јас пеам. И еден Десетина фин дена. проект, Да, така, што цел се заврши. проект, Со така една е. дружба и Десетина дена веќе Одбележен како е спот. објавена, ама Да. гледам дека има доста прегледи и е песна која што на вистина посакуваш да ја слушнеш уште еднаш, па уште еднаш. Па да, искрено јас обично досега 5-6 песни. Меѓутоа, обично од кога ќе ја снимам песната, повеќе не ја ни слушам. Прв пат ми се случува да си ја подпевнувам и јас песната. Така да, мислам според тоа, пошто јас сум доста самокритичен, според тоа мислам дека песнава е една добар пат да постане нешто повеќе. Сега некои песни треба време да созрат, некои одма стануваат хитови, некои можеби другата година ќе станат хитови. Да, тоа никогаш е не се знае. Непредвидена работа. Знаеш и ти со Апсолутно, музикава дека никогаш се не се знае и по кога. план никако не си. Така. Публиката воглавном те памети и ти стана видлив, сакам да кажам, со појавувањето во едно големо шоу од Звездите на Грант. Што ти донесе тоа шоу? Па донесе пред се едно големо искуство. Една година бев на сцена таму, проби, секој ден, појавување. Беше напорно? Па доста напорно е, да. На моменти доаѓаш и пренапорно. Пошто ми се спојува некојаш и 3-4 пати у неделата да сум Белград Скопје и се да тој пат изморува, а треба да си свежа на сцена, па доста ми се случило само што сум стигнала треба да пеам одма. Ама добро, се тоа кога гледам сега ретроспектива уназад, па доста ме очеличило и ме направило малку по-созреан пејач да се снајдам некако повеќе ситуации. Нормално искуството следи повеќе во иднина, меѓутоа е една добар почеток за нешто попрофесионално, да кажем. Така е. Ти си пејач кој всушност не живее само од музика, имаш и своја друга работа, имаш свој приватен мал бизнис кој што верувам дека те исполнува, но секој еден кој што започнал да се занимава со музика, па макар и еве вака да му биде втора опција, не му е sejedno дали често или многу ретко ќе има прилика да настапува пред публиката. Ти за среќа си еден од оние кои што се доста ангажирани, иако онаа голема несреќа и голема трагедија што се случи во Кочани во март годинава, како да ги промени нештата, Па доста работи се промени сменија, се ограничија местата на
на настапување. Тек, нели, сега видовме, ние музичарите горе-доле пеачите знаевме што Клубовите прилика. кои што тогаш во таа голема акција се затворија, останаа затворени или не го коригираа? Не сум баш да ја пропратам цела ситуација, меѓутоа мислам дека доста кафичи веќе не ни работат. Пошто нема сврха, некој се затвори Немаат дека лиценца, кафич, па после пак немаат да се стандарди, отвори. немаат услови за настапи. Мислам дека ќе се промени и оваа немила трагедија што се случи да ни даде еден нов хоризонт, некоја да ги гледа малце позрело работите во однос на сепак се работи за ние сме луѓе Да. од крв и месо, така да знаеш, не го прави нештото што сакаш тебе да ти го направат. Знаеш, ја повеќе по таа девиза некако се водам и така сум и воспитан и мислам дека доста работи би требало, верувам дека ќе се сменат. Мора да се сменат едноставно. Да, Мора да се од се функционира. учиме, за жал, и од лошото треба нешто да научиме. Да извадиме некоја pouка. Да. Нели? Мора. Јас ми без кои песни не поминува еден твој настап. Какви се песните кои што ти ги преферираш на настапите све каде има. си меѓу публика? Или Па, зависи од публиката Зависи од која те публиката, слуша? зависи кој настап е, дали е, не знам, се случува и некојаш и на свадба као гостин да бидам. Зависи од пригодата. Меѓутоа, ние музичарите, пеачите пратиме нели тоа што е трендовско. Некојаш што не ни се допаѓа, мораме да го испееме, пошто публиката бара така. Со кого настапуваш? Сам настапуваш или? Со клавиатуристи и јас како солист, како двојка. Имав еден обид за бенд, за склопување на бенд, меѓутоа мислам дека треба да ги најдеш правите луѓе, па отпосте цела работа да се профункционира. Немав среќа тогаш да го склопам тој бенд, некако први ми треба карактерите да се поклопат, па после така да сега малце поедноставна комбинација као двојка и подостапна. Каде? Во кој град најмногу публика, да речеме, си Па регрутирал ван своја? Скопје, секогаш Ван Скопје? Ван Скопје секогаш поубаво си поминувам. Велат него дека ниско- во малите места најубавите забави се случуваат. Едно време во мојата мали места се случува. во мојата младост Кавадарци беше место каде се организираа многу големи забави, многу убави рок, журки. Струга беше еден град со одлична ноќна музика и не знам како е сега, но сигурно ти вака од терен можеш да ни кажеш многу повеќе. Одлично. Супер сме се поминале кај да отидеме. Немало несакани действија. Така. Одлично било Така е. све. Колку е лесно и дали е едноставно да го балансираш помеѓу семејниот живот и во брак, нели имаш Да, сопруга? непуна година во Тавчерив. Така, со среќа нека е. Уште е врела. Со среќа нека е, се Фала. уште сте во Да се враќа најубав. секаде со И убав. дај Боже тој најубав период да ви биде Да трае, да. да трае, да ви биде секојдневие и да животот ете така ви даде секогаш решение и дури и во деновите кога ќе Јасно. ви се чини дека нема решение за некои ситуации, ако надоаѓаат секакви денови, но тоа е сепак живот, нели? Колку сме е лесно здрави да живот. балансираш и во семејниот живот, Па добро се снаоѓа. и да бидеш активен на сцена и да бидеш меѓу публика, некогаш не е едноставно, така? Па морам да спомнам дека без поддршка од семејството, од најблиските, не би можеле да функционираме. Ние сепак, поготово пеачи, музичари, ние работиме со емоција. И ако не слушнеме некој позитивен вајб, некоја поддршка, ние колку и да се, што се вика народски жаргонски кажан, удираме во гради, сепак бараме некој ослоњач. Некоја мотивација, нормална мотивација е публиката. Меѓутоа, благодарение на мојата поддршка успевам да балансирам и семејството, и музиката. Едноставно се снаоѓа. Ето Да. така. Ајде Со помош на раскажи ми поддршка. малку знам дека се снаоѓаш добро. Раскажи ми малку повеќе во оние години кога беше цело време на релација Скопје-Белград, додека настапуваше во шоуто. Имаше ли прилика да анализираш како таму твоите колеги сега веќе од естрадата живеат и заработуваат од музика и немаат можеби потреба да работат ништо друго? Јасно. Затоа што се подобро платени, предпоставувам, или затоа што имаат добар менаџерски тим, а како ние овде мака мачиме да сами бидеме и изведувачи, сами бидеме и менаџери, сами бидеме и продуценти на она што го Па работиме. добро, таа тема е многу поопширна, знаеш, ако ја почнеме да дискутираме. Општо, пазарот ван Македонија, Србија,
поготово многу подобро функционира од тука. Музичарите не штедат на пиар, на менеджмент, имаат најпрво изградено стратегија, па после песната е вада. Иако ние сме, знаеш, у 5 до 12 функционира. Чек, извадиме песната, ќе се снајдеме, после ќе видиме како што. Оне ми е близок, оне ми е близок, да ќе ме викне по емисија, да. вака, така, меѓутоа они си имаат некој си концепт, однапред неколку месеци пред да искочи целата работа и секој за тоа. А во однос на настапи, нормално, поголемо место, поголем пазар и некако за секого има место некако, не знам, иако е таму пренатрупано веќе со тие задруги, задруги пејачи скачаат, веќе тоа све нели урнепе стало. Постои ли таму ривалство? Секој да се бори за своето место? Секаде постои, меѓутоа некако секој е изграден. Како веќе познат, веќе со нели на некои музичари веќе им е само и тоа главен доход на прилив на средства и со тоа обстануваат. Додека ние мора да се снаоѓаме со 10 работи. И одлично живеат само од музика, Како, не зборам сега за звезди, него зборам за некои музичари што се на некој почетоци. First level, знаеш, почеток, па негде во средина на влезење се функционира. Колку е реална, ме интересира, еве ти како учесник да ми кажеш, колку е реална таа почит вистинска која на телевизија се прикажува кон македонските изведувачи, бидејќи многу често во сите шоуа кои имаме можност да ги гледаме на нашите медиуми, тие ја искажуваат почита дека нема играње играчки со македонците. Дали е така и позади камерите? Бидејќи ние знаеме дека многу нешта не се така како пред камери. Да не се игри да се пее ке нас, да. Добро, не почитуваат генерално, пошто нели порано Југославија била цела и уште има некои си стари њух што и покрај младиве што не го дочекале, не го фатиле тоа време уназад, не почитуваат, не сакаат како нација, србите, македонците, и да не се снајдеме некоја уличка, знаат да не искочат пред се чека, јас ќе те однесам до таму, ќе ти покажам. Додека ќе нас одека меѓу себе не се почитуваме толку што не почитуваат таму. Така да добар вајб има цела таа работа и едноставно размислуваш во таа насока натаму да шириш твојата кариера или сепак остануваш овде локално во Македонија? Па искрено, јас се ви извадив и српска песна, сега македонска песна, така да имам неколку песни што така треба да ги извадам. Можеби стигнам до крајот на оваа година уште 2 песни да извадам. Ќе биде мешано, нешто српски, нешто македонски, па кај упали. Јас секогаш ќе си бидам од тука и секогаш ќе си вадам македонски песни. И некако баш тоа го дискутиравме со моите соработници пред некој ден. Беше планот секоја песна да има свој препев, и на српски и на македонски. Ама ја мислам дека тоа не е поентата. Или песната е замислена на српски или замислена на македонски. Пошто сме многу слични бариери. Баш секој текст не може да се... Да, ајде е англиски, странски, па да е, нели, има некоја поента. А на англиски размислуваш во иднина во перспектива да запееш нешто? Сега не, али може, се е вклучено. Колку ти помогнаа часовите по соло пеење кај нашата оперска примадона Милка Евтимова? Ако не гледам, многу ја поздравувам. Да, поздрав до професорката, одлично. Колку ти помогна? Многу ми помогна. Ми изградија пред се, ми го постави вокалот кој што треба да сето тоа да звучи. Научи да дишеш, предпоставувам, бидејќи дишењето е клучно за пеењето. Јасно, преку диафрагма, дишење, пеење, издржување на тон, без мака, па и некои си повеќе часовни пеења да не ме заморува, да не се осеќам после тоа зарипнат. Да знаеш како да го задржиш свеж гласот, а да не ги оптеретиш гласните жици. Тоа е една клучот. професионалец, морам да признам дека како една професорка, исклучителен професионалец, што немаше ке неа. Сега работиме, сега пееме, нема дружба, готово, тоа е тоа. Да се навратиме на крај пред да го погледнеме премиерно авантура, да се навратиме уште еднаш на спотот. Колку учествуваш во креирањето на песната, еве да речеме конкретно, дали имаше консултации со DJ Ерик Фокс, дали учествуваше и ти со некаква сугестија во тоа како финално таа ќе биде обликувана? Па добро, во однос на спотот знам, и во однос и на музиката знам да замешам прсти, некојаш знаат да ми се наљута соработниците, остај на нас, знаеш, ама сепак па на крајот од денот се работи за моја песна која што ти треба да ја пееш. Треба ја да ја пеам и мора да се пронедам барем некој си пее се посту цела таа работа, за да можеме да изведеме таа работа. Мислам да некако да има емоција, да има филинг. Спотот дечкото Давид Стојановски
му ги препуштив едноставно. Отидовме во Грција, снимавме Афитос и Неа Фокеа, таму Зајди сонце. Снимавме доста делови. Овие тие делови искочи спочева. Имавме доста кадри, што за жал не можевме да ги вметнеме, затоа што на крај кога ги прегледавме не беа добри. Имаше аутофокус, некако, знаеш, дефокус. Затоа се снима многу материјал, за да се може да се одбере. Убаво си кажав јас таму да снимаме поише материјали, меѓутоа добро, искочи одлично. Од се учи во животот. Се искуство, Да, јас со нетрпение чекам да го погледнеме заедно спотот. Верувам и нашата публика и нашите гледачи. Ти благодарам што ова утро рано ни дојде петочки. Благодарам и на вас. Се гледаме само за убави работи. Многу песни, многу публика и многу аплаузи да собереш, ти посакувам. Така, одиме со авантура премиерно на Алфа телевизија. Љубовна бура, со поглед ме мамиш, а јас сум сам под ова сонце. Не оставај да изгорам, ноќва биди ти моја инспирација. Желба толку искрена, како искра немирна. Авантура, ова лето ти јас. Авантура, како створена за нас. Срцето не лаже, тоа е искрено. Под небо звездено, биди мојата мала летна авантура. Ни една друга, како ти не ме завела, со мирис на море и кожа што ме опива. Ноќта повторно мами, а во моја преградка сега кога заспиваш, дали среќна сонуваш? Авантура, ова лето ти јас. Авантура, како створена за нас. Срцето не лаже, тоа е искрено. Под небо звездено, биди мојата мала летна авантура. Авантура, ова лето ти јас. Авантура, како створена за нас. Срцето не лаже, тоа е искрено. Под небо звездено, биди мојата